Dojdom da kažem, ko ti došao u časov, ko ti mora da se kaže, ko ti za ono što greh čini, među časovite što izminuva i oni što dalja, ne postoji razlika, toko jednakost ista. Ja dojdom da kažem, ali nije je poverovat. Znam da žive ja mimo skupnost. Znam da žive ja ivo izobilije. Naučen sam na se i sekako. I sit da vidam, i glad da trpam. Sve možda preko Isusa Hrista koji ne krenu. A znajate li vi Makedonci, neka na početak od nam blagovestije, to koga dojdovme po Makedonija, nemaše ni to jedna crkva, nešto da ni dade, ili nešto da primime od vas, osim vas samite. Вечер за промоција на лауреатот на петото издание на Меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Особовски. Неговата животна зрелост денеска станува артистичка зрелост. Таква равнотежа, таква смиреност, лиричност, пространост излегува од неговиот глас без разлика дали го слушате во живо или доаѓа од етер. Испиите го и уживајте во чајот што ви го нуди химичарот Страшко. Ќе рече Снежана Конеска-Руси. Во него чука големо срце. Големо како нашата Македонија. Кога е на сцена, чиниш доаѓа глас одалеку. Како порака од минатото, како завет кон иднината. Го гледаш човекот со срце и душа, со мисла и порака на театарската сцена, не верувајќи си сами од себе, дека пред тебе е човек од крв и од месо. Топлината на гласот те враќа во сегашноста. Тој е тука, постои, трансформиран во бројни улоги, во кои внесува дел од својот живот. Тој е актерот и големиот човек Страшко Милошевски, Киро Герасимов, новинар и публицист. Веќе знаете, тој е човекот кој исполнува сцената со својата маркантна појава. Човекот со поглед чија продорност непоколебливо ја мами публиката да го следи во неговата актерска беседа. Човекот со глас како планина, што едноставно мора да се слуша. Дами и господа, нашиот пријател кој е роден и го поминал детството во Крива Паланка и кој се уште нераскинливо е поврзан со културната сцена и уметничката продукција во нашиот град. Познатиот македонски актер, лауреат на петото издание на Меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Особовски, Страшко Милошевски. Неговото актерско остварување пригодна реч ќе одржа театарскиот критичар, магистер Трајче Кацаров и професор Тихомир Стојановски. Поверете. Мислам дека е лесно да се зборува за Страшко Милошевски, затоа што тој преку својата актерска дејност кажал се. Оно што јас сега ќе го кажам може само да му попречи или да ви попречи вам во оно што значи представа за него. Може би најдобро ќе биде да молчам, но сцената не е за молчење. Затоа ќе прочитам нешто што напишав за Страшко Милошевски, всушност за човекот кој го знам уште пред 20 години. Со него почнав во театарот. И многу луѓе кои што го сакаат театарот почнаа со Страшко Милошевски. Убаво беше да се слуша Страшко Милошевски кога почна да ги рецитира и да ги кажа стиховите на нашите познати македонски поети. Затоа на неколку пати Страшно ќе дојде и ќе каже: нема македонски книжевник или писател од кого јас не сум кажал фрагмент од неговото творештво. Нема македонски писател кого не ме почастил поради тоа што убаво го кажува она што тој го напиша. Добро вечер, почитувана публико.
Добро вечер, господин Страше. Благодарам, другар. Благодарам, друже, што со тебе поминавме многу убави години. Благодарам, учителе во драмската уметност. Ти ги направи првите чекори и за нас во промишни во драмската уметност, а јас би сакал за ова вечер и на публиката, а посебно на тебе да се одложам со една песна што заедно ја креиравме за една убава представа во која ти ја водеше главната реч. Ти ми извините на реч, понекогаш и збор, ами во нашиот македонски литературен јазик може понекогаш и зборот да биде реч. Ви благодарам, сакам да настраши да успеам една убава песна. Ова е представата Балада за Симеон Штокот на стихови на Петар Бакевски, музика моја, само лично за Страши и за публиката. Магията не е во шишенцето, ниту постои Божена вечност, што пак те враќа меѓу луѓето, што пак те враќа меѓу луѓето. Изделен од јатото, сам самотник суртук, ни морина те спасуваат, ниту други те предели тега. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога. И Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше од Бога. Се стана преку Него, и без Него ништо не стана што постана. Во Него имаше живот, и животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнината свети, и мракот не опфати. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде да сведочи на светлината. 95-та година со Страшко Милошевски Господ ме однесе во манастирот Свети Гаврил Лесновски и сегашниот архиепископ, тогаш беше владика Стефан, го затекнавме на обед, на обедување, ме покани, јадавме кратче и дискутиравме. После таа средба ја направивме првата седмична представа која се викаше Ние и Страшко играше ликот на апостолот Павле која покрстува првата македонка Лидија. Може ли да се одигра светец на сцената? Како се игра светец? Втората представа со Страшко направивме 97 година, се викаше Зајти сонце. Тогаш играше ликот на Гоце Делчев. Потоа до денеска направивме многу представи кои не беа само представи, кои носеа во себе си нешто подлабоко од обична представа. Страшко одигра многу ликови на светци. Свети Кирил во представата Олесни разреши прости. Свети Климент во Будење на ангелите. Вториот Александар Македонски христијанинот Ѓорги Кастриот во представата Упатства за лудење. Одигра многу улоги, но тој не ги играше, тој живееше со нив, бидејќи избра да верува во светлината. Во еден свој напис напишав, го нареков актерот кој го носи Бога во својот глас. И тоа навистина е така. Можам да ви раскажам многу приказни. Тој не играше само на формалните сцени, како луѓето плачеа, како не гушкаа после представите, како се сликаа со нас, како не сакаа да се разделиме зашто им носевме светлина, не само на територијата на Република Македонија. Често доаѓаше со мене таму каде што некои од нашите денешни актери, звезди, не би ни помислиле на сон. Играше во пустец, во гора,
во Голобрдо, во Пиринско, во Егевско, во Анадолија и на убави места во Загреб, во Шведска. И секогаш го носеше Словото на Бога. Зашто тој не беше страшно, кога тој го играше Свети Кливен во Будење на ангелите. Доаѓаше театарски ангел и играше со него. И кога ги видите снимките, гледате дека Свети Климент е слезен и глаголи и крикнува и сведочи на својата земја. Кога го играше Свети Кирил, група пољаци дојде и рекол: ова ли е македонскиот театар? Ова не е театар, ова е живот. Кога го играше Гоце Делчев, кога играхме по училиштата 97 година, кога децата доаѓа и се идентификуваа со забранетата македонска историја. Од две нешта никогаш не се откаже Страшко Милошевски. Од дарбата што му е дал Бог, од љубовта кон театарот и македонската култура, и од Бога. Тој секогаш го носеше Бога во својот глас. Во Ѓорѓи Кастриот, во представата за залудење, можете да видите има една снимка се врти на ТВ Сонце, кога тој го завршува монологот, стануваат сите, некои од нив клекнуваат на колена и го гушкаат. И гледате дека актерот се враќа на почетната кота. Актерот не е само комедијан, го носи Словото на Бога. Тој е свет човек. Она што Гротовски го нарекуваше, актерот е светец, се качува на сцената, ја распнува својата душа за да ја просвети публиката. Она што Питер Брук го нарекува, театарот е длабока, суштинска потрага до Бога и божественост. А Македонија и македонската култура секогаш се врзани со тоа. Последната представа што видовме посланија се текстови конкретно од Светото писмо. На студентите им кажувам на Факултетот за драмски уметности дека најголемиот учебник за сценски говор е Светото писмо. Таму има такви работи за Словото што треба секој да ги научи. Односот кон Словото, што значи Словото, како се отелотворува и станува живот. Што значи живо Слово, да се овоплоти, да дојде кај вас, да влезе во вашето срце и душа и со тоа да ја допрете публиката, да ја просветите. Можам да раскажам многу приказни за Страшко. Во представата за Еписонце помнам како останувавме двајцата на сцената. Има еден текст од Светото писмо кој вели: кога двајца или тројца ќе се соберат во моје име, тука сум и јас. Останувавме двајца на сцената, по последните реплики, последните екземплари не ставиле во музеј и напишале македонци. Тоа беше култната представа за Еписонце, снимена 98 година, никогаш не емитувана на македонската телевизија. Страшно играл во култните документарни филмови на 15 меѓународни фестивали. Тоа не е обичен актер. Тој е човек кој избрал да верува во Словото, да ја носи дарбата која му е дадена, да ја споделува. Тој е еден од најдобрите рецитирачи на поетскиот збор, зашто поетскиот збор е содржан, е над обичниот ординарен говор и се доближува до говорот на боговите. Се надевам дека приказата со Страшно не е завршена, дека ќе одиграем уште неколку роли, толку уште одредил Господ. Му благодарам на Бога, што заедно остануваше со мене, кога театарот, против театарот дувале чудни ветрови, секогаш остануваше да сведочи, да издржи, да биде актер светец, да биде актерот на Питер Брук, да го бара Бога и да изслужи на Македонија и на македонската култура. Нека е жив и здрав, нека е даде Господ и многу победи. Добро вечер, драги пријатели. Вела дека географските меридијани на кои се раѓаме ние одредуваат животната судбина. Судбината сакаше јас да бидам роден токму овде во Крива Паланка, тука да го дишам првиот воздух, тука да ја испијам првата голтка вода, тука во Крива Паланка првото залче да го вкусам, може би
во детските училищни денови и првата љубов. Подосна, мојот актерски живот се одвиваше по една чудна линија на номад, затоа што моите родители поради службата на татко ми ги селија од место во место, така да и јас морав од дете за 4 години да ме учат 4 учители од прво до четврто одделение и мојата драга учителка Мада, која видовте овде на фотографиите. Мојата средба, моите контакти со кривопаланчани траат повеќе од 50 години. Со моето идење во Пробишник, контактите продолжија со Седмото рударско училиште преку моите школски другари кои дојдат таму: Грозде, Жаре, Столе, Славице, нека ми простат ако не ги споменам сите. Веднаш потоа, по некоја судбина, пак средба со кривопаланчани на Факултетот за драмски уметности, моето непрестано дружење со вашиот сограѓанин Гоце Ристовски, со режисерот Владо Денчов. Потоа, после завршувањето на Театарската академија како директор на Домот на културата, подршка и помош побарав од Јордан Михајловски Калерот, кој тогаш беше директор овде во Домот на културата, и се она што требаше да ме подручи како поискусен, безрезервно го направи. Тука би сакал да се заблагодарам, потоа животот ме однесе во една чудна пасија, планинарството. Многу ми помогна Катица Борисовска, мојата школска другарка из Тринези, благодарам. Меѓутоа, како врв на целата моја континуирана соработка и љубење со Крива Паланка е поканата на почитуваниот градоначалник на Крива Паланка, господин Арсен Алексовски, пред 5 години да се постанови овој прекрасен театарски фестивал. И благодарејќи му нему, еве јас сум сега овде пред вас. Убавите жени мојот народ, тие прво прецудувале, како цуд од Кајсија, како мајски Јоргова. Неправда, тие им припаѓале на неиздрани мажи. Нивната младост поминувала како мирисна липа, што го одвева ветрот. Нивните коси дење сплетени во прцлиња, а ноќе спуштени по градите и колкорите. Нивниот постав на пепелица набрзо го сопинала унечка, навреду тие седнувале препорти со издадени коленици, со нечујна излишка. Убавите жени, несредните жени, тие прво прецутувале, како цуд од Кајсија, како мајски Јоргова. Некогаш јас ке видам насон, ко некој нечекан и дален гост. Не оставете да стојам предпорти вон и напорти, не плавајте го осот. Ке влезам тивко, крофо јас се седнам, ке пијам поглед да те видам мрак. И кога ќе се наситам од гледање, јас сите ке ве вакнам и ке се вратам пак. Го поканувам градоначалникот на Крива Паланка да го врачи признанието на нашиот лауреат Страшко Милошевски.
пред Христа. Но се плашам да не ми го замати умот нечестивиот и да ме прелаже како што змијата ја прелажа Ева. Јас се проповедав радосната вест. Се понижував заради вас, а не побарав ништо од вас. Ништо не ми дадовте. Не крепе, не помага моите браќа од Македонија.